Јас сум наставник Маја Лазареска при Основно училиште Коча Рацин од Куманова. Со оваа презентација имаме за задача да се дружиме малку со час по математика. Денешната наставна содржина е множење со цели десетки. Целите на оваа наставна содржина, односно на денешниот час, е ученикот да научи да множи полни десетки од 10 до 90 со едноцифрен број и да ја објасни причината за изборот на стратегија кога множи или дели. Потребни средства и помагала за овој час е тетрадка и прибор за пишување. Најпрвен имаме малку да се потсетиме на таблица множење, што веќе го знаеме, и запишете го ова, кликнете на пауза и запишете го во тетрадка. На следниот слайд го имаме точниот одговор, каде што 4 по 6 еднакво на 24, 8 по 3 24, 7 по 5 35, 6 по 2 12, 5 по 9 45, 9 по 4 36, 10 по 3 30, 1 по 7 7, 3 по 9 27, 5 по 8 40, 7 по 8 56 и 2 по 7 14. На следниот слайд имаме исто така да се потсетиме малку да ги запишеме следниве броеви со цифри. 9 десетки е еднакво на 90. Од каде сме дошле до тука? Односно 9 по 10. Да го следиме примерот, кликнете на пауза и препишете ги наредните задачи. Воедно и решете ги во продолжение. На наредниот слайд е точниот одговор на вежба 2. 9 десетки еднакво на 90, односно 9 по 10. 12 десетки еднакво на 120, односно 12 по 10. 14 десетки еднакво на 140, односно 14 по 10. 27 десетки еднакво на 270, односно 27 по 10. 80 десетки еднакво на 800, односно 80 по 10. И 73 десетки еднакво на 730, односно 73 по 10. Како ќе помножиме цела десетка со едноцифрен број? Постојат повеќе стратегии, меѓутоа ние избираме неколку, и тоа една од нив е со разложување на целата десетка на производ од едноцифрен број и 10. Па како пример има: ако 8 по 4 еднакво на 32, колку ќе биде 80 по 4? Вела дека е 320, меѓутоа како сме дошле до овој одговор? 80, односно полната десетка, ја разложуваме на производ од едноцифрен број и 10. 8 по 10. Па запишуваме. 8 по 10 по 4 е еднакво. Напрвен ги пресметуваме, односно множиме едноцифрените броеви, оно што ни е познато од таблица множење. 8 по 4 по 10 е еднакво. 8 по 4 е 32, по 10 еднакво на 320. Кликнете на пауза и препишете ја првата стратегија за множење на полна десетка со едноцифрен број. На овој слайд имаме, можеме значи да помножиме 80 по 4 еднакво на 320, доколку множиме цела десетка и едноцифрен број, ги множиме цифрата на десетката со едноцифрениот број и на добиениот производ додаваме 0. Кликнете на пауза и препишете ја и втората стратегија за множење на полна десетка со едноцифрен број. Од тука одиме на задача да провериме дали ни е јасно претходно кажаното. Колку изнесува 4 по 8 десетки, 5 по 6 десетки, 7 по 8 десетки, 9 по 10 десетки, 6 по 9 десетки. Кликнете на пауза, препишете ја задачата и во продолжение решете ја. На следниот слайд го имаме одговорот на задача 1. 4 по 8 десетки еднакво на 4 по 80 еднакво на 320. 7 по 8 десетки еднакво на 7 по 80 еднакво на 560. 9 по 10 десетки еднакво на 9 по 100 еднакво на 900. 6 по 9 десетки 6 по 90 еднакво на 540 и 7 по 6 десетки еднакво на 7 по 60 еднакво на 420.
Како домашна работа имаме да ја дополниме табелата за да биде точно. Табелата се состои од 5 колони, каде што во првата колона запишуваме број, а во втората, третата, четвртата и петата колона множиме со 10, со 30, со 60 и со 90. Кликнете на пауза и препишете ја табелата. И како втора задача, имаме да ги решиме текстуалните задачи. Под А, Кати има 11 балони, Кири има за 32 повеќе од неа, а Зоки има 10 пати повеќе од Кати. Колку балони имаат сите заедно? Решение и одговор. И под Б, во една семејна библиотека има 8 полици. На секоја полица има по 40 книги. Колку книги има во семејната библиотека? Решение и одговор на задачата. Тоа беше се во врска со содржината за множење на полна десетка, односно множење на десетка од 10 до 90 со одноцифрен број. Се надевам дека ви се разјасни. Ви благодарам.